Први, ние сме сведоци на уште една потврда за тоа како функционира градот Скопје после се она што го слушнавме вчера во медиумите, како градоначалникот избран од редовите на ВМРО ДПМН и председателот на ВМРО ДПМН комуницираат помеѓу себе. Тој начин на комуникација и таков начин на однос само покажува зошто 11 години државата ни беше заглавена, зошто државата 11 години беше на сите рангирања на светските независни институти за рангирање на демократијата во државите оценета како заробена држава. И истото тоа со истите луѓе се потврди во градот Скопје за само една година дека на исти начин функционираат. Со претења, со уцени, со најпогрдни зборови помеѓу себе, како што тоа го видовме вчера помеѓу градоначалникот од редовите на ВМРО ДПМН, председателот на ВМРО ДПМН, вклучително и сите кои што управуваат со градот Скопје. Јас им се заблагодарив на приватните превозници, тука на пресконференција, што ги ослободија улиците и им ги вратија на скопјани на кои што улиците им припаѓаат, бидејќи тие улици се изградени од страна на граѓаните на градот Скопје. Тие улици се правени со буџетски пари, било на државата, било на градот Скопје. И кажав дека ќе свикам состанок на кој што треба да се информираме како влада за каков проблем се работи помеѓу приватните превозници, јавното сообраќајно претпријатие и градот Скопје, бидејќи владата нема никаква надлежност во организирањето на јавниот превоз во градот Скопје. Значи не постои начин и надлежност државата да може да учествува. Дополнително на тоа што овде се работи за доверителски односи, за деловни односи помеѓу приватни превозници и јавно сообраќајно претпријатие кое што е во надлежност на градот Скопје. Град Скопје управуван од ВМРО ДПМН, градоначалник избран од редовите на ВМРО ДПМН, управни одбори, надзорни одбори и директори избрани од редовите на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, како влада, идната недела ќе собереме информации за да можеме да се информираме за каков проблем се работи и ќе бидат повикани сите три страни од градот Скопје, значи и приватните превозници, и градот Скопје, представник, веројатно градоначалник или председавач на совет, ја не знам кој ги представува во моментов, бидејќи и таму кога ќе има совет, седница на совет на градот Скопје, секогаш завршува со крадење на микрофони помеѓу себе и со кавги, и на крајот сите доаѓаат во владата за да владата ги реши проблемите. И јас сум кажал, секаде каде што владата може да помогне, во било која општина, без разлика од која политичка партија доаѓа градоначалникот, ние имаме обврска тоа да го направиме во рамки на можностите и во рамки на надлежностите кои што владата ги има. Таков состанок очекувам да се случи и на него да прво се информираме за каков проблем се работи. Бидејќи ние не знаеме во моментов за каков проблем се работи помеѓу приватните превозници, ЈСП и градот Скопје.